Почитувани граѓани, денес јас, Стефан Богоев, кандидат за градоначалник на општина Карпош, заедно со Петре Шилегов, кандидатот за градоначалник на градот Скопје и кандидатите за советници и нашите тимови, ја започнуваме символично тука од кеот на Вардар и нашата кампања. Планираме да го посетиме секое семејство, да ги посетиме сите граѓани, да разговараме со секој, да ги кажеме нашите планови, да ги слушнеме нивните потреби. Она што планираме за Карпош е на потегот од скејт паркот, каде што во моментов стоиме, до бунарите на Рашче по должина на реката Вардар, да направиме голем парк. Планираме нова од темел градинка во Влаедва. Планираме модерни еко паркинзи со кои што ќе го решиме проблемот со паркирање во сите делови од општината. Планираме 3 реонски базени на територија на општината Карпош за потребите на граѓаните на Карпош. И исто така планираме дом за повозрасни лица кој што ќе биде на кеот на реката Вардар од другата страна кај Злокуќани. Јас и мојот тим планираме честна кампања, честен настап со честни луѓе, да ги посетиме сите граѓани, ќе водиме една позитивна кампања во која што планираме да ја презентираме целосно нашата програма. Ви благодарам. Добар ден, би сакал да ви заблагодарам на присуството ваше, на медиумите, преку вас и индиректното присуство на граѓаните на Скопје. Овде сум на почеток на кампањата, заедно со кандидата за градоначалник на општина Карпош, Стефан Богоев, нашите екипи, нашите тимови. Пред вас, драги сограѓани, драги скопјани, драги граѓани на Скопје, излегувам како карпошанец, кој што живее овдека на Мексичка, роден и израснат во Бутел, половина и повеќе од работниот век поминат во кисела вода, аеродром и центар, така што Скопје е мојот живот, дел од мојата приказна. Во оваа кампања ќе понудиме една сосема поинаква визија за тоа какво треба да е Скопје, за развојот на нашиот град. Во оваа кампања ќе понудиме сосема поинаков пристап. Ќе градиме инфраструктура заедно со вас и ќе го направиме сообраќајот во Скопје безбеден, затоа што сообраќај не подразбира само улици, сообраќај подразбира и пешаци, и велосипеди, и мопеди, и јавен градски превоз. Ќе го направиме градот транспарентен, го нудиме на секој граѓанин да може во секое време да комуницирате со својата локална самоуправа. Ќе ги креираме бизнис политиките на градот на начин што ќе ги враќаме парите кон граѓаните, животот да го вратиме кон сите. Од тука, почитувани граѓани, ја бараме вашата доверба за да покажеме дека Скопје, општините во Скопје можат, треба и мораат да се управуваат на поинаков начин. Нема да креираме автоцентрични или самостојни решенија, напротив, сите интересни групи, сите здруженија на граѓани ќе учествуваат во носењето на конечните одлуки за тоа како треба да изгледа нашиот град. Скопје заслужува да биде модерен, европски, слободарски град, како што бил во традицијата. Во минатото можевте да го видите токму спротивното. Ја бараме вашата поддршка за да дадеме живот за сите во Скопје. Благодарам, поведете прашање. Господин Шилегов, за жал Скопје е меѓу најзагадените градови во Европа. Што ќе направите како кандидат за градоначалник за да се симнееве од ова непопуларно место? Проблемот со загадувањето во Скопје е повеќе од акутен, алармантен. Ги загрозуваме или се загрозени животите на граѓаните на Скопје секоја зима, особено, дури почнавме и во летно време да дишеме отров. Она што моментално се случува за жал, тоа е што никој систематски не работи за решавање на проблемот на загадувањето. Ќе превземеме низа интервентни мерки. Од сопирање на градежните работи, мораториум на градежните работи, бесплатен јавен превоз. Тоа се како акутни мерки во деновите кога е загаденост, мора да биде бесплатен јавниот превоз со цел да ги
да им порачаме на скопјани да не влегуваат во своите возила, меѓутоа стратешкото решавање го започнуваме уште од наредната година. Во 2018 започнува изградбата на второстепената, односно секундарната гасоводна мрежа, при што најпрво ќе бидат опфатени деловите од градот кои што не се опфатени со системот на парно грејење, со цел да до крајот на мандатот на секој граѓанин на Скопје кој што ќе побара приклучок на гасоводната мрежа ќе овозможиме да се приклучи како енергенс на природен газ. Знаете дека домакинствата околу 30% учествуваат во загадувањето на воздухот и така значително ќе го намалиме загадувањето. Зеленилото, рак раната на градот. Претходната градска власт беше уништувача зеленилото, автоматски со тоа и придонесува за загадувањето. Ќе го решаваме на начин што за секоја издадена градежна дозвола за еден стан во една стамбена зграда, инвеститорот ќе биде должен да посади 3 до 5 дрва. Така ќе ги развиваме овие паркови за кои што зборуваше Стефан. Така да една зграда од 20 стана, инвеститорот ќе мора да засади 60 до 100 дрва и многу брзо очекувам со системски развој на зелените површини во 2021 година Скопје да конкурира за зелена престолнина во Европа.